Галеријата на Никола Мартиновски во Крушево е еден од неколкуте музеи во овој град. Сместена е во куќа која е стара околу 200 години и представува навистина уникатен примерок на старата градска архитектура. Сопственик на оваа куќа било семејството Таху, а потоа од нив ја откупува Јанко Таше. Галеријата е отворена во 1968 година, по повод 65 години од подигнувањето на Илинденското востание. Никола Мартиновски во неа поклонил 62 дела за неговите сограѓани, ради да ја прикаже и старата градска архитектура на Крушево. Иначе овие куќи се градени од дрво, камен и вар. Приземјето служило за економски потреби, првиот кат за приготвување на храна и како спални соби, а дотека во вториот кат специјално имало соби за гости, за имендени и визити. Ретко во Крушево може да се најде ваква куќа со од двете страни да имаат скали. Чардаците се поврзани со логиите, балконите, бортурите на таваните се рачна изработка, мотивите на вратите исто така се рачна изработка. Инаку доаѓенот на македонската современа ликовна уметност Никола Мартиновски е роден на 18 август 1903 година, само неколку дена после Илинденското востание, токму во екот на пустошењето на Крушево од страна на османлиската војска. Кога имал само 7 години, заедно со семејството се преселуваат во Скопје, во населбата Топаана, и токму животот во оваа населба потоа имал огромно влијание врз неговото творештво. Со уметноста се запознава всушност при одењето на занаед кај Папрадишки, кај еден од нашите последни зоографи, уметници или оној премин на зоографството како уметност кон уметноста како класична штафелајна уметност. Таму се запознава со уметноста и фактички мислам дека точно се раѓа неговата љубов кон уметноста, па има желба да продолжи во своето школување, да ја учи уметноста, да го учи сликарскиот занаед. После смртта на неговиот татко, таа желба му се остварува, пратен е во Романија, во Букурешт, да учи на школа, на високата школа за уметности во Букурешт. Откако дипломирал во Романија, по една година заминува во Париз. Уметноста во овој град ќе изврши особено влијание врз неговата понатамошна работа. Особено стилот на светски познатиот сликар Модилјани, па често пати Мартиновски го викаат и македонскиот Модилјани. Откако се враќа во Македонија во 1935 година, се соочува дури со казна затвор поради неговите авангардни сваќања и пренесувањето на голото женско тело во своите дела. Кога ќе станува збор за некаква споредба и за некаков квалитет на неговата уметност, би сакал да го цитирам помладиот Кирил Пенушлиски, кој за Мартиновски вели дека всушност се започнало од Мартиновски. Тоест, уметноста, современата уметност во Македонија започнува од четкичката и платното на Никола Мартиновски. Се враќа назад, како што кажавме, и од Париз ја почнува неговата професионална кариера, учествува во многу уметнички друштва, почнува да реализира своји изложби, меѓу кои би почнал или би кажал за неговото фреско сликарство, зидно сликарство или сликарството кое го прави во кафеаната Океан, централното градско подрачје, каде што се судира со тогашната власт заради покажување на голотија или покажување на порнографски слики. Секако во рамките на неговата уметност тој длабоко стои на мнението дека тоа воопшто нема врска со порнографија, дека тоа е уметност, без разлика на кој медиум се наоѓа, дали се наоѓа на платно, на зид и така натаму. Но
како да е за таа негова слобода, за таа негова авангарда во тој период, добива и казна од властите. Ако се сеќавам добро, казната беше 50 динари или еден ден во затвор. Во галеријата на Мартиновски има цела една просторија која што е посветена на делата од така наречениот париски период, од 30-тите години на минатиот век. Едно од најпознатите дела тука е неговиот автопортрет, нацртан во 1931 година. Феноменалноста кај Никола Мартиновски се состои во тоа што тој ги работи сите техники и сите уметнички периоди. Работи експресионизам, кубизам, импресионизам, односно практично и да нема техника која што тој не ја пробал, а во тоа да не е совршено успешен. Она што од него го одвојува од останатите, би рекле можеби сликари, е неговата пасија од сликање на циганите, на оној обичен слој на луѓе. Или би рекол правецот во кој тој се определува социјалниот реализам. Ги слика циганите, ги слика жените, ги слика питачите, ја слика сета онаа тогашна социјална ниска класа. Но при тоа не ограничувајќи се само на тоа, ги слика жените. Тој има една чудна карактеристика, еден чуден спој, мислам, во неговото чувство кон жените. Неговото чувство кон жените се движи во два правци. Може би и во три правци. Не знам дали може и да го категоризираме уствари, но би рекол ги слика и како мајки, како дојки, како нешто совршено, како да во секоја жена тој гледа својата мајка. Воедно ги слика и во својот ерос, ги слика голи, ги слика актови. Кога сме кај жените, во галеријата се чува и така наречената македонска Мона Лиза, сликата насловена како Дојлка, масло на платно од 1967 година. Една од најпознатите е нашата Мона Лиза во Македонија, најпознатата Дојлка 1967 година. Оваа слика во 1972 година била изложена во Париз. Па парижани не келе да ја вратат, бидејќи била доста вредна. Со големи интервенции од Министерство за култура, значи вратена е сликата. Негде има и репродукции, а ова е оригиналот која се најдува во Крушево. Незиниот поглед може да забележите дека каде да се свртите, таа ве пратит. Мајчинството, храброста, достоинството, гордоста на мајката, значи, прикажани. Во галеријата се чуваат и голем број други негови ремек дела од повеќе творечки периоди. Значи, од сите периоди има застапено слики од неговите дела, од кои позната му е и две девојчиња. Обично Мартиновски ја слика социјалната положба. Две девојчиња пропуштени сами на судбината. Неговите ликови како да доаѓаат од долината на плачот. Се најдува и друга позната и назначајна слика во оваа просторија, освојувач мангуп, дете со цигара, значи на тоа време најпозната му е дете освојувач мангуп. 1948 година е насликана сликата Борба на Мечкин камен. Тука е представено крваво небо, крваво знаме, војнот со камен, како ја представува тешката борба, значи на Мечкин камен. 18.000 турска војска, значи аскер, со 350 востаници. Како што ќе видите во другите простории, каде што се опфатени сликите на обичаите од типот на именден, на слави, на венчавки и така натаму, тоа сите тие обичаи се правеле во домовите. Во нашите домови сите тие организации биле во домовите
и сето тоа е многу интересно прикажано преку неговите слики. Мартиновски знаел од сите техники да црта. Една од најтешките техники што се наоѓа во галеријава е масло на стакло. Цртано позитив, негатив, од позади, значи, цртано. Иначе имат графики, линорез, дрворез, масло на стакло, масло на платно. Во состав на овој објект, освен прекрасните дела на неповторливиот Мартиновски, посетителите може да видат како изгледала и една типична крушевска соба од 19 век, која што била наменета за посети, визити и мендени, но и соба за секојдневна намена. Интересно е да се каже дека кај старите крушевски куќи, камините се граделе по правило секогаш на северната страна од куќата и во тие соби имало помалку прозорци, поради студените климатски услови, а додека јужната страна на куќата секогаш имала повеќе прозорци. Оваа соба служела за приготвување на храна и како за дневен престој. Меѓутоа во ладните денови некогаш еден до друг испијале на рогузината, рогузина која што е правена од влакното од коза на разбој. Потоа се најдуваат предмети кои ги користеле во домаќинството, тие се бакарни предмети, околу софрата јаделе, мангал кој се загревала просторијата, каде што немало огништа, мангалот се носел во други простори за да се загреат просториите. Долапите, бидејќи биле вградени во дебелите камени ѕидови, се чувало храна, бидејќи да стои храната ладно. Плетеното тоа што е над лампата се вика бажур. Иначе сето завесите, чаршафите се рачна изработка од вештите крушевски раце на крушевските жени што плетеле, везеле на времето, ткаеле. Другата соба е соба за визити, односно соба за имендени. И карактеристично за неја е што таа се употребувала само еднаш во текот на годината, кога и бил именденот, односно кога се славел светителот на тој што го носел неговото име. Карактеристично е затоа што немало пристап цела година стоела затворена, само за именден се отворала оваа соба. Визитите траеле 5 до 10 минути, се служело домашно вино, ликер, ракија на времето и кратко траела. На времето иделе по 100 гости. Седнувале на миндерите, се служело со таблата традиционално, над каминот стоело бифето, честито име и толку колку да се чести името на газдата. Едни седнувале, други заминувале. Значи, на времето така било. Токму поради целата оваа уникатност, непроценливите дела на Мартиновски и приказната која ја раскажуваат самите негови дела, овој музеј е еден од најпосетуваните не само во Крушево, туку и во целата држава.